Групата 7 водечки индустријски земји размислуваат за речиси целосна забрана на целиот извоз во Русија според јапонската новинска агенција Кјодо, цитирајќи јапонски владени извори. Поранешниот руски претседател Дмитрий Медведев изјави дека доколку се случи таква забрана, Москва ќе ја прекине иницијативата за црноморско жито. Тој договор со посредство на Обединетите нации и Турција овозможува витален извоз на жито од украинските пристаништа на Црното море на светските пазари преку заедничка инспекција на бродови во објект во Истанбул. Украина е петти поголемина производител во светот. Околу 28 милиони тони жито се извезени според договорот од јули. Експертите предупредуваат дека неговото прекинување би можело да има катастрофално влијание во услови на глобална криза со храна. Ако договорот за Црното море не се обнови и Украина не може да извезува, тогаш очекувам повторно значително да се зголемат цените на прехранбените производи. Русија веќе минатиот месец изјави дека можеби нема да го обнови договорот за жито по неговиот истек на 18 мај. Москва вели дека посебниот, но паралелен меморандум за разбирање што го договори со Обединетите нации поради западните санкции пропаѓа. Имено, со остранувањето на сите пречки за извоз на руски ѓубрива и жито, практично ништо не е направено. И покрај тоа тврдење, бројките покажуваат дека извозот на руска пченица всушност се удвоил во текот на изминатата година. Меѓу барањата на Кремљ е враќањето на Руската земјоделска банка во глобалниот платен систем SWIFT, обновување на испораките на земјоделски машини за Русија и укинување на ограничувањата за осигурување и пристап до пристаништата за руски бродови и товар. Секако, тие барања не можат целосно да се исполнат. Русите го знаат тоа. Тие повторно се обидуваат да искористат храната за да ги добијат сите остапки што може да ги добијат. Тие го прават тоа во време кога речи се сигурно дека ќе видиме пораст на конфликтот, при што украинците потенцијално се обидуваат да ги потиснат руските позиции. Но што ако Русија навистина ја прекине иницијативата за жито? Ако Русија јасно одлучи да биде агресивна, да ги минира областите каде што се движат бродовите или потенцијално да ги таргетира, тогаш бродовите нема да се движат, стапките на осигурување би биле многу високи. Собствениците на бродови ќе донесат одлуки да не влегуваат во Црното море. Тоа навистина би го запрел протокот на жито. Обединетите нации Г7 ја повикуваат Русија да ја обнови иницијативата за жито, предупредувајќи дека секое нарушување може значително да ги зголеми цените на храната и да ги загрози животите во најсиромашните земји во светот.